Добар ден и добре дојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, овој пат краток осврт на квалификациите за големата награда на Австралија, трка која ќе се вози утре, недела со почеток од 15 часот и 10 минути по македонско време. Прва пол позиција за Чарлс Леклерк, одличен резултат за возачот на Ферари, 100-тиот различен освојувач на пол позиција во историјата на Формула 1, одличен круг, 3 виолетови сектори, буквално сен беше на свое место. И така, Чарлс Леклерк дојде до својата прва пол позиција во својата кариера и воедно втора пол позиција годинава за Ферари. Конечно да го видиме Ферари на врвот, кога станува збор во квалификациите. Имаме одлични предуслови за феноменална трка. Утре првите 10 возачи се неверојатно со блиски времиња. Имаме различни стратегии. Ферари стартува на меката компонента, Мерцедес стартува на средната компонента. Тука измеѓу е Макс Верстапен. Го имаме изненадувањето на денот, Магнусен со 5-та позиција, имаме Ландо Норис 6-ти, двата болида на Алфа Ромео, така што утре ги имаме сите предуслови за одлична трка, имаме 3 правци, 3 ДРС зони. Феноменален резултат за Ферари, меѓутоа истовремено разочарување, се уште не е јасно што се случи со Себастијан Фетел, дали настана некој проблем кај неговиот болид. Видовме дека механичарите се обидоа да направат некоја санација. Имаше доста механичари во боксот на Ферари, растрчаност, поклопецот на моторот беше изваден, дали станува збор за проблеми со батеријата или можеби хидравликата, некое протекување на масло на улја. Ќе видиме дали Себастијан Фетел утре ќе стартува 10-ти или доколку треба да смени некој дел на моторот, дали тоа ќе значи пенал, па ќе треба да стартува позади. Мислам дека Ферари тука ќе биде со едната рака врзана позади грбот, бидејќи во овој случај верувам дека и Фетел имаше перформанс за пол позиција или за сигурно второ место со оглед на тоа што карактеристиките на оваа патека на вистина прилегаат кон болидот на Ферари. Мислам дека Ферари ќе има утре тешка задача со Чарлс Леклерк сам на врвот. Ќе го бркаат Хамилтон, Верстапен, Ботас, Норис, Магнусен, сите. Особено тоа што имаме различни стратегии, верувам дека ќе биде навистина интересно. Утре се очекуваат високи температури, над 55 степени на асфалтот, над 33-4 степени во воздухот, така што навистина не очекува утре на интересна трка. Мислам дека може да ги има сите предуслови да биде трка на сезоната. Мерцедес искрено очекував да биде поблиску, меѓутоа дефинитивно се гледа дека на правците Ферарито навистина доаѓа до израз, така што повторно ќе кажам, утре почеток на трката 15 часот и 10 минути по македонско време. Бидете спремни за добра трка, сигурен сум дека утре конечно имаме добра трка и уште еднаш честито до Чарлс Леклерк за неговата прва пол позиција, феноменален круг, честито и за фановите на Ферари, конечно малку да живнат, дали ќе успее Чарлс Леклерк да прекине доминацијата на Ферари утре. Останало да видиме 15 часот 10 минути по македонско време и се гледаме веднаш потоа за анализа на трката. Ви благодарам што го следите каналот на Формула 1 на македонски. Доколку ви се допаѓа содржината, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Коментирайте кој е вашиот пулен за утрешна трка, ќе успее ли Чарлс да го задржи првото место или сепак Мерцедес ќе продолжи доминацијата со 9-та победа поред. Уште еднаш 15 часот 10 минути по македонско време, се гледаме утре после трката. Поздрав!